По официјалното соопштение дека движењето БЕСА ќе го води Министерството за култура на владата на Република Македонија, во последниве денови се зачестија реакциите на некои личности од јавниот живот и невладините организации, кои се спротивставуваат на оваа одлука со разни оправдувања. Почитувајќи го нивниот став, како изразувајќи подготвеност да разговараме и да комуницираме со сите тие што се загрозува културата во Македонија, ако таа ќе биде предводена од движењето БЕСА, без да ги прејудицираме мотивите на таквите реакции, сакаме да објасниме дека ако некоја албанска партија во Македонија заслужувала да биде дел од оваа влада, таа е движењето БЕСА. Таквите невладини организации треба да се сетат, бидејќи не беше таа одамна, дека единствените албанци во протестите организирани во текот на 2015 година, а и подоцна, на улиците на Скопје беа токму врвните експоненти на движењето БЕСА, вклучително и актуелниот председател Африм Гаши. Ако некој не се сеќава, доволно е да ги прелистува сликите од тој период. Покрај тоа, пред неколку дена, премиерот рече дека претходниот режим во борбата за елиминација на опозиските сили, покрај СДСМ, исто така ја имал на мета и движењето БЕСА. Затоа, ние сме убедени дека нема потреба за никаква паника. Всушност, тие не се добро информирани за БЕСА или информациите што ги имат им се од нашите политички противници, кои успеале да ја демонизираат БЕСА во нивните очи. Како и да е, движењето БЕСА, подсекувајќи дека министерските позиции се политички функции, останува отворена за диалог со сите политички и невладени фактори во земјата, како и подготвена е да разговара и комуницира со сите, додека министерот за култура од редовите на БЕСА ќе биде токму новиот албански дух што сакавме да го донесеме ние во падот на режимот. Тој ќе биде подготвен да ги сослуша сите предлози, жалби, сугестии и критики од јавноста, без оглед на етничката припадност, сето ова со цел да се произведат вистинските културни вредности за доброто на сите граѓани и на земјата воопшто.